За неполни 3 месеци Цеца, Кебам, Даниела Мартиновиќ и други балкански естрадни звезди од општините на источниот регион извлекоа речиси 150.000 евра. Личниот вкус на градоначалниците, економската логика, но и ривалитетот меѓу општините решаваа кој ќе ја забавува многоилјадната публика. Прват звезда и оваа година во регионот беше за илјадници фанови и фамозната Цеца, чиј концерт на Штипската пастремелијада беше ударен настан. Колку илјади публика собрала е дискутабилно, но не е дискутабилна цената за која настапила. Нашите извори велат за повеќе од 25, а за помалку од 30.000 евра. Парите се обезбедени пред се од спонзори и Цеца по различни основи си ги вратила. Вториот атрактивен гостин на пастремелијадата е Даниела Мартиновиќ, а за настапот во Штипе е платено рамно 9.000 евра и според истите извори и таа за организаторот била профитабилна. Истата Даниела Мартиновиќ, чие лице низ улиците се уште може да се види, беше гостин и на Делчевскиот плоштад. Предпоставка е за истите пари, но нејасно е дали била исплатлива или некому направила лично задоволство само да ја стегне раката. Во меѓувреме, претходно Галија беше во македонска каменица, Ален Исламовиќ од блиску за 10.000 евра го виде Пехчево, Дженен Лончаревиќ за 7.000 во Берово, а популарниот Драган Којич Кеба за добри пари околу 15.000 евра разбра дека постои општината Чешиново Облешево. Во однос на останатите се издвојува Пробиштип, кој обезбеди Дивле Јагоди и Јелена Томашевиќ, но градоначалникот тврди дека биле исплатливи. Исто како и Штип, на еден или друг начин тие пари се вратиле, а за граѓаните останала добра забавата. Како штипскиот градоначалник Благој Бачварски ја виде овогодишната пастремалијада? Ке разработуваме концепти за понатамошната организација на пастремалијадата. Ние не бегаме од разговор со граѓаните и токму и тоа ќе го направиме за наредната година. Сакам да го слушнеме гласот на граѓаните. Верувам дека не можеме сите да се договориме околу еден концепт како тоа би изгледало, но преку јавна расправа, преку дебати ќе дојдеме до тоа што го бараат граѓаните. Но дали концептот јадење, пиење и добра музика се уште е добар и треба ли во иднина за наизначените општински манифестации нешто да се менува? Летие што и се јаде ќе јадат, без разлика дали е пастремалијада или не. Ама што го преместија термино. У Штип се јадо пастремали од Митров ден до Ѓурѓев ден. А треба граѓаните да се малку бидат поактивни пред формирањето на тие активности. Значи прво да ги прашат граѓаните. Промени. Треба да има нормално. Треба и у смисол музика и уопште оно што да. На истото прашање, коментар има и министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Ние самите да се промениме од она музика која што сакаме да ја слушаме, потоа да ги критикуваме локалните власти зашто ги носат. Битола, например, имаше диџеј странски, но помала посетеност од колку овие пејачи кои што доаѓаат од Србија, и јас сум приврзаник да идат многу по различен тип на музика, да се слуша музика, меѓутоа не можеме да одиме против волјата на граѓаните. Ке променат ли нешто организаторите во иднина е непознато, но сите напред споменати звезди од регионот, како што рековме од почетокот на овој прилог, извлекоа околу 150.000 евра и собраа околу 150.000 на публика, што значи колку евра, толку публика.